Ova mi je od danes. Сега jaz mislim samo дека треба као позадината да е, не ми се така фонтовите, Да се големината и подсетам. бојата на фотото не ми е смета. Само да отворам презентацијата, да се подсетам. А, И од претходниот час, Че за домашната што настава требаше 4 за параграфи фонтови, с помощ на CSS селектори, класи ID-те ги обоите в различни бои и с различни начини на селектирани. Добре, ајде да видам. ова, Добре, имаш 4 с 4 различни бои и сите ти се со ID. Така? овде да. Добре. Ајде го име другото. А од претходниот час да го, еве го, тука требаше фонтови, Да. као, мислам за, Ме слушаш? да, Имаш тука грешки, така? па имав на ова мислам, На оди погоре во CSS-от на 27 линија. да. Што треба да стои таму? Па, некоја број, например, некоја Ти бројка е тоа колку да е. запишано. Што wait е таму така ставено од Google за да си го смените самите. Мгм. Така. Значи избиши ги тие помало поголемо. Помазано. Ето така. Ајде ви ме сега што ќе исклучи тука. Чекај да се. Ова е, добро, ова е претходното. Не ти го гледам другиот екран. Не имаш споделено само Visual Studio Code. Сега вака нас. Значи не ти работи ово. Мгм. М? Ова не ти функционира. Ајде врати се во кодот да видиме што е грешката. Оди погоре. Ајде да видиме. Добро. Добро, оди подолу. Аха, еве ти ја грешката. Дали треба да стои точка тука во класата? Кај параграфите. Па е изгледа. Не треба да стои. Точката стои само како селектор од CSS-от. Ајде така. Сега е добро. Сега е окей. Добро. Окей Лео? Тоа е се? Да, и ова и од ова, мислам за денеска, само тука кај што е, од овој не знам зашто не. Ајде да видиме и тој зашто не работи. Тука само позадината ми е. М, Не сум сигурен да не е таа многу светла бела па да не се гледа. Па да, пошто е као портокало. Ајде смени нешто друго. Потемно. Добро.
Окей. Ај се очуј. Врати се. Да, Да, окей, сега. значи бојата само била многу светла, не се гледала со белата. Добро, супер. Окей, Лео, фала ти. Кој сака следен? Јана, повели. Кодот. Мгм. И Добро. еве го резултатот. Така, одлично. Со сите имаш искористено. Окей. Супер, Јана, фала ти. Христијан? А наставникот требаше да биде боена позадина. Ам, Па, или боја на позадина, или боја на текст. Не е толку Добре, битно дека е на тоа. текстот, Не е ја битно. сменев. Не е страшно. Битно е боите, како се искористени. Нека и се стајни. Аха, окей. Е, Добро, туку и фонтови некои се искористил, гледам. да, Мгм. ево кодот. Имам со RGBA, Hassel, Hex и RGB. Мгм. Добро, што е тоа font variation settings? Подолу, Која? 47 линија. А, ова го копирав, не знам. Ова се фонтови од Google, како што учевме. Добро, И да. кога го копирав и Даваат ова. пример, CSS, да. Окей. И текстот доле со класи. Да. Добро, супер. Окей, Христијан, фала ти. Благо. Сега, секој, само ја и така имав нешто да прашам, значи, па, еве, кодот. Кодот, еве, кратко, ја кога што разбрав боја, ја прво боја, но мислам, еве го поправив во, па сега мислам дека, добро, го поправив во background color, ама што ми се случи, плюс зашто морав во background color, и инаку искористив IDE класа, ама за боите не ми беше баш јасно за HSL што беше. Но да, искористив, ама и само на секој кога например ми беа само боите тука, ова второто и третото не ми се појавува, еве, сега ќе направам. Ајде да видиме. Вака, секоја боја нека биде за да видите. Добро, доволни се вие. О, се. Ова и добро, се. Се. Еве тука овде има боја, тука нема. Не е дека нема, бојата ти беше некоја многу темна сива. Ние со нашето око сега моментално не можеме да видиме дека тоа не е црно. А, Гледаме црно. Толку но, ни е видот. сега гледам што. Да. Не ми гледаше црно. Но на секој само за тука, за кои беа тие другите HSL и она, не се сеќавам за другото, тоа со Ф, со буквите. Например, тоа беше као систем до 16, као што знам. Хекс. Да, хекс. Значи хекс беше например нешто, еве тука, Пак се например, Мгм. во, кажи. па например као хекс беше, не знам, сега ставам тука, ќе го после ќе избешам. Хекс? Не, што се пишуваше? Не се пишуваше хекс, се пишуваше Тараба. тараба. И се например може да кажем, не знам се ова дали беше точно, например А1 и после, не знам, ФФ Мгм. и уште нешто, не знам, 2. Можеш. А Ево, ова гледа беше дека како зелен. систем, така што е до 9 и после А е 10, 11 е Б, 12 е С, 13 е Д, 14 е не, добро, нешто така. Да, до Ф идат.
това е 16. А ХСЛ? А, ХСЛ тоа беше во рамки на тоа кружницата со бој хју, Тоа као тркалото? тркалото, да, од тркалото всушност да се бираат боите и всушност се бираше првото беше од хјуто која да биде вредноста, второто беше saturation и последното lightness. Океј. Еве ќе ви пратам тука еден линк што отворив. Можете си го отворите и другите, ево го отвори го ти. И полесно можеме да видиме тука што се случува. Ајде јас ќе ви споделам екран ствари. Па секој ја од тука правев и тоа протоколовото од тука го взев. Супер. Еве благоја што се случува. Значи тука првото бираме hue од 0 до 360 некоја вредност. Зошто 360? Затоа што во една кружница имаме 360 степени. А второто е saturation, полна бојата, како да кажеме. И третата вредност е lightness, односно колку да е светла. Ова е со највеќе brightness, со највеќе со 100 brightness секојаш бело. Како се смалуваме надолу, на 50 brightness добиваме она класична нормална бојата да кажеме и со 0 brightness дали нема светлина, односно е црно. Еве ги hue, saturation и lightness. Како се пишува? Еве ти тука пример. Океј ти ова Бога? Да. Добро. Океј. Сега, дали имате некои други прашања за тоа што чевме до сега? Или може да продолжиме денес? Понатаму? Океј. Ако немате прашања, ова беше од минатиот час, ова е од денешниот час. И вака, како што ви напишав, денеска ќе учиме нешто што веќе го имаме спомнато, до некаде и објаснето и реално да ги видиме работите. Ме слушате? Јас Да. Нешто ми искочи, your internet connection is unstable и not secure. Валја оке. Значи, во CSS, терминот box model се користи кога се зборува за дизајн и распоред на елементите. Во суштина тоа е кутија, box моделот, кој што го обвива секој HTML елемент. И се состои од 4 работи. Значи, контент, содржината, што е всушност елементот, дали е тоа текст, слика, било што. Padding, односно во неговата рамка, од неговата рамка, колку е далечен елементот, неговата рамка и маргината која што се наоѓа надвор од рамката. Еве ги тука визуелно представени сите 4 работи. Значи, во средината ни е контентот и тоа замислете го како еден целосен елемент. Меѓутоа, тој елемент пример за таков елемент е нели дивот кој што го користиме како врапер. Во дивот можеме да ставиме 10, 100 параграфи, уште 50 слики и така натаму. Сите тие ќе бидат контентот. Исто како што е и најмалиот елемент, на пример, еден параграф. Контентот на еден параграф е текстот. Сега, текстот си зафаќа колку што си зафаќа простор, колку што му треба, нели? Меѓутоа, околу него, тој има падинг. Прво доаѓа падингот, запамтете. И падингот е оддалеченоста од содржината, од она што е елементот, до неговата рамка. Сега тука визуелно се сите представени како да ги има, нели, знаеме, може и воопшто да нема, може да нема падинзи, може да нема бордер, може да нема маргини.
значи колку повеќе падинг ставаме, толку елемент повеќе се стуткува и се оддалечува од неговата рамка. Рамките, како рамки, ги имаме веќе видено, ги имаме веќе иставано. Тоа се, значи, тоа се рамки на елементот кои што може да бидат со различна ширина, боја, дебелина, различен стил може да имаат, ќе видиме денес какви се стилови имаат и така натаму. Нели кажавме дека може да имаат и радиус, односно да бидат заоблени. И тоа е прилика, мислам дека што имаме видено. После рамките доаѓа маргината. Сега маргината е оддалечувањето од рамката до другите елементи. Значи, кога елемент нема внатре тој да се тутка, како што е случајот кај падингот, туку маргината ќе се става надвор од рамката. Еве тука уште неколку примери. Значи, уште еднаш да повториме. Контент е содржината на полето, каде што се појавуваат текст и слики. Падинг ќе брише областа околу содржината. Тој е транспарентен, прозирен. Така, значи, оно што заборев да напоменам е бордерот, како што имаме видено, може да биде во различни стилови, бои и така натаму, додека пак падингот и маргините се секогаш прозирни. Тие никогаш нема да ги видите на страницата. Вие ќе видите дека има простор и кога ќе отидете инспект на елементите, можете да видите тоа самиот HTML што ви се покажуваат тие боите, меѓутоа визуелно на страницата како обичен корисник никогаш нема да видите некој падинг или маргина во боја. Оно што секогаш може да биде во боја е самиот контент, нели, и границата. И уште кратко објаснување за маргина, значи ја расчистува областа надвор од границата. Исто така и таа е транспарентна. Еве тука имаме слика. Ова е земено како пример од тоа што можеме да го видиме и на инспект, меѓутоа со малку побови бој. Значи, ова внатре каде што се width и height е контентот, односно самиот елемент, неговата содржина. После него, со ово првото тука, ми го гледате маусот, така? Да. Првото светло розово тука е падингот и запамтете, сите овие три падинг, бордер и маргини може да се делат на 4 поделементи. Што значи тоа? Секаде имаме топ, right, bottom и left на елементите. Значи имаме padding top, border top, margin top, padding right, border right и така натаму. Што значи тоа? Ние можеме индивидуално на секој од четирите страни да кажуваме колку сакаме да ни биде падингот, бордерот или маргината. Ќе видиме како се пишува тоа код, има некои комбинации, меѓутоа она што ние сега за сега го имаме видено е ставање само на падинг и на маргина и на бордер. Кога ќе ставиме само чисто пример бордер, автоматски тоа си подразбира дека од сите 4 страни е ставено истото. Пример, ако ставиме бордер 1 пиксел solid black, тоа самото си предпоставува дека од 4 страни важи истото. Меѓутоа, не е секојаш така случајот, ние можеме да си го смениме како сакаме. Океј. Сега доаѓа малку да видиме во код некои примери. Вака само ќе отидеме ова овде. Имам спремено некој код, јас ќе го гледам за да не се загубиме и ќе го пишуваме. Значи, следниот код кој што ќе го видиме е прикажување на различни стилови на рамките и некои
ки пробаме и некои други работи, да им смениме боја, дебелина и така натаму. Како се менуваат стиловите на рамките за помош на атрибутот во CSS border style. После border style стои едно од неколку имиња. Значи може да биде dotted, dashed, solid, double, groove, rich, inset, outset, none, hidden и може да има и микс. Миксот овдека е прикажан секогаш почнува од горе, десно, доле, лево. Што значи тоа? Ако јас представам тука само еден елемент, кажам само dotted, исто како што ви кажав за другите работи, пример големината или општо бордер да има бордер, важи за 4 страни. Меѓутоа, ако сакам страна по страна да ставам работи, можам да искористам пишување, значи соодветно на едно по друго на елементите. Ќе го видиме ова прво со друг пример, па после ќе ги ставиме овие за полесно да сватите. Ова сега тука личи збунувачко. Не е ова микс, мислам не се овие сите измешани во едно за да дојде нешто чудно, туку првиот оди горе, вториот оди десно, третиот оди доле и четвртиот оди лево. Значи си почнува горе, десно, доле, лево, секогаш. Ајде да видиме сега како би личело тоа. Јас ќе отворам тука Visual Studio Code, не знам што е со сликава, вајде не сум го инсталирал. Океј. Ајде да си направиме еден нов файл. Ќе го крстиме CSS Borders. Кристијан, повели? Да пишуваме ние паралелно. Па не сум сигурен дали ќе стигнете, затоа што повеќе како на програмирање се вика boilerplate код, односно голем дел од кодот ќе се повторува. Ако не сте комотни со copy-paste на работите, да ви кажам малце да почекате, па после ќе ви дадам неколку минути да допишете, окей? Океј. Не е толку битно сега да куцате паралелно со мене во моментот, побитно е визуелно да видите што се случува. Секако ќе го искуцате и самите. Океј, сега. Ќе одам тука, ќе си додадам неколку параграфи. И еден хедер. Два, добро. The border style property ќе го крстиме. Така. И сега ќе ставиме колку ни требаат? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 параграфи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 параграфи. Кај сите од овие параграфи, тука работи ли ова? Не работи. Добро, не е страшно. Кај сите овие параграфи ќе ставиме класа, која што ќе се одветствува на стилот што ќе оставиме. Тука ќе имаме dotted, тука ќе имаме dashed, solid, double, groove, rich, inset, вака. Побрзо да ги напишеме. Значи inset, outset, none, hidden и mix. Гледам дека не заборавив некој. Не е страшно и да сум заборал.
Окей. И сега за секој од овие ќе напишеме CSS. Ще потребно да отвориме нели стайл. Запишуваме CSS, ова ќе си го крстиме соодветно. CSS borders, нека ни се вика. И во стайлот сакам да ги референцирам по елемент и по класа. Ова го имаме спомнато на еден од часовите. Дали случајно на некој му текнува како можам и двете да ги напишам. Значи сакам да ги селектирам сите параграфи со одредена класа. Христијан? Не сум сигурен, но дали ќе биде само Пробај. ќе ставиме точка и ќе напишеме името на класата и запирка, пример параграф? Не баш. Добра идеја, меѓутоа не баш. Предходно треба нешто да се напише. Ако го направиме тоа што го кажа ти, што прави ова? Ова ги опфаќа сите елементи со класата dotted и сите параграфи, независно едно од друго. Меѓутоа, јас сакам сите параграфи со класата dotted. Благо, мислам дека ти крена рака, имаш идеја? Не знам, нешто ако Христијан јас кажав, па затоа мислам. Океј, значи начинот беше овој. P.dotted. Значи ги селектирам сите елементи кои што се P, параграф, точка dotted со точно оваа класа. Значи нема да ми селектира ниту друг елемент, ниту друга класа. Ќе ми ги селектира параграфите со од таа класа. Океј, сега. Ќе ставиме неколку атрибути на овие. Првиот од нив ќе ни биде border style и кај dotted секако ќе ни биде стилот dotted. Ќе ставиме уште border width, кое што ќе ни означува дебелината на рамката, нека биде 10 пиксели, и некоја си боја, тука јас ја гледам од другиот екран, 196, 127, 0, некоја жолта или кафеава е ова. Што и да е. Океј. Ајде чисто да видиме дали сме на добар пат, да го отвориме ова во браузер, да видиме дали нешто не излегува или не. Океј. Еве го тоа што не излегува. Значи на добар пат сме. Оно што се уште ни фали е малку текст и да ги дополниме и другите примери. Добро, значи бидејќи ова е dotted, секако тука ќе имаме некој текст, поменам, dotted border. Ќе го ископирам ова кај сите текстот. И ќе сменам само dashed, solid, double, groove, rich, inset. После тоа, вие ако сакате, секако, можете целиот овој код да си го земете и да си го ставите во вашиот CSS cheat sheet. Така ќе ги имате опфатено сите borders, ако сакате некогаш да си ги видите или да се подсетите. Добро, сега имам некои си параграфи, така. И ајде сега да ги додадеме и другите типови. Значи, колку ми фалат уште? 20, 30, уште 9, така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Добро. Значи имавме dashed, секако тука dashed, solid, тука solid, double, groove,
Reach, inset, outset, inset, outset, hidden. И микс. Сега, кај миксот, ајде ќе се навратиме на крај. Да ги видиме прво другите. Еве ги, значи, дешт, ова ајде од почеток, дотет излегуваат некои си точкички, дешт, правоаголници, солид, може би најчесто најпозната, обично исполнета рамка, double border, две рамки, една до елементот, друга до маргината, залепена, groove border со некои си 3D ефекти тука, исто како и Reach, баш ги става кон некои рамки од слики да кажеме. Inset прави горе и лево нешто потемно, а доле и десно нешто всушност обичната боја става. Outset го прави обратното, лево и горе ја става обичната боја, доле и десно ја става некоја потемна боја. None border и hidden border секогаш кога ги нема ќе личат исто. И ајде сега да видиме mix border, оно што ви го извинете, оно што ви го зборував со тие четирите страни. Вака се. Со што е тоа полесно? Беше ми подобро со маргина да го прикажеме. Или сепак со ова после. Ајде вака, за да не се мешаме сега, полесно е да се објасни со падинзи и со маргини, меѓутоа да не мешаме сега рамки, да си дојдеме на чисто после со тие со маргините и со падинзите, ќе го објаснам, ќе пробам да го објаснам како што е тука вака. Значи, прво dotted, па dashed, па solid, па double. Ќе видиме сега што се случува во inspect. Еве сме кај mix. Она што во превод се случува, дали ви е ова ситно или гледате, тука што е напишано? Во овој дел, На што мене гледате? ми се малку ситно. Малку ситно, Арно, ама вака да видиме. Сега е подобро? Да, ја го гледам сега подобро. Вака сега, значи ние напишавме border style 4. Вакви работи, истото важи за маргините, истото важи за падинзите. Кога четирите страни се земаат предвид, секогаш, ама секогаш оди горе, десно, доле, лево. Нема да биде никогаш во различен редослед. Значи секогаш првото нешто што е напишано ќе биде за горе, десно, доле, лево. И еве ги, всушност тие пребарувачот, прелистувачот, ги преведува во 4 различни. Border top style става, border right style става, border bottom style и border left style. Дали можеме ние ова да го земеме и истото да го ископираме? Да, можеме и самите да напишеме овие 4 линии да ги напишеме, меѓутоа често се користи овој директен начин, бидејќи во една линија може да се напише оно што инаку би ни требало 4 линии. Е доста јасно ако го знаете правилото на страните. Горе, десно, доле, лево. Добро. Дали имате некои прашања до тука со рамките? Горе-долу ова ни е веќе видено на V3 Schools. Освен ова новото со четирите страни. Океј. Добро. Значи, на секој само за микс ме беше, за микс само треба памтиме например дека оди горе, десно, Моце ми после- се скаш. Не знам дали е само до мене. па не знам. Ајде сега, кажи, те слушам. Значи прво оди за ова, за микс, ако не сакаме да направиме микс бордер, прво горе, десно, долу, лево. Да. И само тоа треба памтиме или
Да, само тоа. Добро, окей. Ќе видите сега дека се користи и тоа е истото правило на повеќе места. И кај Добро, маргините и окей. кај падингот. Добро. Океј. Ајде да видиме. За да се менува бојата, ова го имаме веќе видено во овие примери, нема да го пишуваме пак, значи го користиме атрибутот border color. Значи border color property ги поставува боите на 4 граници. Пример green, solid и последниот пример е со 4 посебно. Што значи ова? Истото, дечки. Горе, десно, доле, лево. Ајде да го видиме овој пример. Ќе си додадам уште еден параграф тука. Mix colors, mix color border, добро. 5.mix color и сега. Border стайлот нека ми биде обичен. Border width нека биде ист како другите, да не се двои многу. Сега border colorот. Аха, имам 4 страни, ама неќам сите 4 страни да ми се со иста боја. Како можем да го направам тоа? Можеме вака. Горе, десно, доле, лево. Ајде да видиме дали во овој редослед ќе ми се направат боите. Еве ги. Горе, така, првото, црвено. Можеме всушност тука полесно го видиме. Горе, десно, синото, доле зеленото и лево жолтото. Прашање до вас. Дали можеме да го направиме истото и со width? Што мислите со border width? Благо е. Па, со width? Да. Па мислам дека добро поставило. Може, да. Оно што би требало да го издаде одговорот е ова тука стрелкичка, која што кога ќе ја кликнам, ќе ми каже всушност во превод што се случува. Border top with 10, border right, bottom left, се е поставено на 10. Зошто? Зашто даваме само 10. И оно сите 4 страни си ги става на 10. Ама што ако неќам да ми се сите 10? Ајде да видиме. Mix color width нека биде. Mix color and width border. Добро. Си ја зијам целата ова. Си ја копирам тука, mix color width. Само ми се изгуби екранот, момент, ево. 10, 20 пиксели, 30 пиксели, 40 пиксели. Ајде да видиме што ќе искочи сега тука. Еве 10, 20, 30 и 40 пиксели лево жолтата. Сега ова звучи вака како ќе се види што ќе правам јас ова, што ќе ми е, што ако ги знамо вие, со Borderis може да се добијат многу убави елементи. Значи имам некој пример кај што не е кој знае што, пак не сум некој си дизајнер или било што, меѓутоа може нешто интересно да се добие. Секако вие би имале некогаш некоја слика нацртана од некој си графички дизајнер и вие таа треба да ја претворите во код. И тука е всушност работата на програмерите. Имаме дизајнери кои што прават многу убави визуелно ствари, меѓутоа не е секогаш толку лесно тоа да се преточи во код. Не можете вие да го земете ова, скриншот да му направите и така да го залепите на страницата. Не, ви морате преку HTML и CSS да го добиете истото нешто што го гледате. Ако сакате да си вежбате, нели секогаш има многу страници, било која страница може да отворите. Што да отвориме? CSS example pages. Да видиме некои си страници.
е пример. Ова е, сега, видете, ова е доста advanced, само сакам да ви го покажам колку уште работи имате пред вас и колку ќе ви биде тек интересно за да дојдете до ова. Меѓутоа, замислете дека графичкиот дизајнер ви ја дава оваа слика. И сега вие треба да седнете многу добро, да размислите секој елемент каде ќе се наоѓа и точно колку ќе бидат далечен еден од друг. Тука се работи некојаш и за пиксели во прашање и се. Тоа е едниот тежок дел, да кажеме, имате оваа слика и треба да ја претворите во оваква, треба да видите, аха, ова ми е некој си текст, малце ми е тука заоблен, добра, искривен, добро, имам тука некоја слика, ама кај таа слика ова Г-то треба да дојде во позадина и така натаму. Значи размислувате, планирате, си правите стратегија. И вториот дел, најинтересниот, за кој што секако има многу помош денес со библиотеки и така натаму, е страницата да биде респонзивна и на телефон. И тоа се тие две нешта, да кажеме, значи да се направи оно што се гледа на слика во код и страницата да биде респонзивна и на телефон, на таблет и така натаму. Тука всушност е главната работа. Со овој дел. Добро. Дали имате некои прашања, дечки? Благо. На сега само овој последниот дел што спомнате вие да биде респонзивна на таблет телефон. Тоа на пример нели може да се испрограмира така за да може и на телефон, на лаптоп, на што Се програмира со помош на големината на екранот. Значи има, тоа е доста понапредно, има специјални селектори, специјални се тие, во CSS кои што го мерат, ја мерат ширината и висината на екранот. И според нејзе прекажувате едно или друго. Ама доволно е сега тука да ви објаснам за тоа, нема да навлегуваме таму ништо. Океј. Сега си правиме страници да изгледаат супер на вашиот екран. Тоа ви е вас фокусот сега. Океј. Border width. Ово веќе го видовме како пример, значи ја поставуваме ширината на 4 граници. Сега, ширината може да се постави со повеќе овие како се викаат, не се вредности, туку мерни единици, или со користење на една од трите претходно дефинирани вредности, thin, medium или thick. Значи, овие се предефинирани зборчиња, исто како што се red, green, blue кај боите, постојат thin, medium или thick. Да се стави, еве го параграф 1 е со medium border width, параграф 2 е со 20 и со 5, сега ќе ви објаснам што значи тоа. Последното битно нешто што треба да се знае кај страниците. И третиот пример е со 4 страници стајани. Ајде вака, јас ќе ги земам овие 3. Ќе си ги скопирам тука. Ќе си го подарам кодот, секогаш сакам да ми е се како што треба. Ево вака. И сега викам, сакам да имам уште 3 параграфи, кои што ќе ми се викаат 1, 2, 3. Зашто јас нема да ги крстам 1, 2, 3, ќе ги крстам border 1, border 2, border 3. Добро. Сега, значи кај border 1 имаме border style solid, border width имаме medium, тоа ни е предефинирано едно од трите зборчиња, и border color е red. Океј. Кај border 2 имаме повторно solid и border width само 2. Дали некој има идеја што ќе се случи сега?
Не ставаме едно, кој што ги опфати сите 4 страни, не ставаме 4, кој што пак ги опфати сите 4 страни едно по едно, туку ставаме 2. Дали некој има идеја што ќе се случи во овој случај? Ајде некој друг, Лео? Тоа, да. Како? Па не, ништо викам, не знам. Добро, Јана, имаш идеја? Па за 20 да ставаат горе и десно, а за 5 доле и лево. Супер размислување, многу блиску. Меѓутоа, оно што всушност се случува е првото е за горе и доле, а второто е за десно и лево. Чисто да има некоја си логичка смисла го направиле ова, меѓутоа запамтете. Ако има две, првото е за горе и доле, второто е за десно и лево. Ајде да го видиме ова во овакво. Ево. Ова е точно не интересира, каде што ми е маусот. Предпоследниот mix color border не е точно тоа. Ова ни е border with medium width. Border with two values for border width и border with different values with four different values може да ставиме. Окей. Така, значи го border with medium width, еве ги. 20 се горе и доле, а 5 пиксели десно и лево. И последното нешто, значи дека може да биде со повеќе мерни единици, тоа овдека не е представено тоа, чекај како ќе ги смениме. 10 пиксели, 30% може да биде. И доволни се ајде овие. Чекај да видиме на што ќе личува сега. Ништо. Може би не може да се представуваат. Аха. Кога се посебно едно по друго, не може да се представуваат со посебни мерни единици, само кога се едно цело што ќе ги опфати четирите. Чекайте да видиме вака. Добро, ова е со сантими. Значи сега со сантими, да знаете инаку, многу ретко се користи во дизајнирањето, бидејќи работите на екрани, не работите со геометрија и со математика за да користите сантими, да знаете најчесто ќе се користат пиксели. Со текот на времето, од прилика, ќе добивате идеја колку се 5, колку се 10, колку се 50 пиксели и така натаму. Не може тоа да го научите баш на памет, едноставно со текот на времето ќе ви дојде. Океј, благодарам Христина, имате некој прашање или од преска тоа? Од преска. Од преска. Океј, добро. Другите, дали имате некои прашања? Добро. Ајде да видиме што е следно. Така, сега доаѓаме до поинтересниот дел, тоест ова е поинтересниот дел, ова е малце подесаден, ама е побитен. Малку, може би, значи, доаѓаме со падингот. Сега, кажавме дека се користи за да се генерира простор околу содржината на елементот во склоп на дефинираните граници. Значи, CSS падингот може да се подеси за секоја страна на елементот, исто како што можеш и бордерот, и затоа ви кажав дека тие се битни да ги запамтите редоследот. Top, right, bottom, left. Еве тука имаме некој пример. Ајде вака, ќе одам да си направам нов. Чекај вака, ова ќе прекрстам во CSS Borders, чисто за сите да се исти. Ова ќе прекрстам во CSS Fonts
И следно, значи ќе имам CSS padding and border.html. Така, HTML5, CSS padding and border. Добре, ајде да го земеме целиот овој CSS тука, затоа што не го знам на памет и да не вртам страници. Така, и сега останува да си напишеме некој си div, така, не морам да му ставам ID, не морам да му ставам класа. Зошто? Затоа што ги селектирам сите дивови со помош на овој селектор без ништо, ги селектира елементите. И тука ќе си имаме некој си текст кој што не можам да го ископирам. Добро, ајде вака ќе пробаме да го напишеме. Овој div има исполнување, полнење, горно полнење од 50 пиксели, десно полнење 30 пиксели, долно полнење од 50 пиксели и лево полнење од 80 пиксели. Добро. Ајде да видиме дали ќе ни се покаже тоа што е на страницата. Само да видам, не е овој CSS padding. Две точки им ставя. Тоа ви е некоја си патека на вашиот компјутер. Реално, ако видите патеката тука, иста да е, само прелистувачот знае дека локално кај вас на компјутер го пребарува фајлот и ви го сервира. Значи, ево го тој div, си има некоја си убава светлосина позадина и меѓутоа текстот во него не е баш залепен за некој од кишевите. Зошто? Затоа што му додадовме padding. Еве да се вратиме на кратко во кодот. Ставаме padding top, padding right, padding bottom, padding left. Така. Сега, оно што јас малце ќе го и имаме некој си border, 1 pixel solid black и background color all light blue. Оно што јас тука ќе дополнам е ќе кажам div со класа first. Потребно е, нели секако да ја ставиме класата first тука. Благоја, повеле. На секој ја ќе треба да се исклучувам. Добро, окей. Довидување. Довидување. Ти ја пратиме снимката. Хвала. Окей. Значи, сега ова ќе си го ископирам целово. Ќе крстам second. И сега некој од вас ќе ми каже како да го добиеме ова истото, како и од првиот div, меѓутоа во една линија. Ајде, кој сака? Лео? За сега не долезав. Сакам во една линија со помош само на атрибутот padding да го добиам истиот ефект што е тука напишан. Со top, right, bottom и left. Како можам да го направам тоа? Овде. Кога имаме 4 страни, дали Да. памтиш кој е редоследот на страните? Да. Реду. Прво горе, Добре. па И што имаме тоа горе? од десно. Добре, почекај сега, што имаме горе? Padding па топ. Добре.
Вредноста која е? Само 50 пиксели. Големи. Добре, значи тука треба да пишеме 50 пиксели. Следно? Следна која страна е? Топ, па десно е Добро. За рајд која ни е вредноста? 30 пиксели. Добро. Следно? Доле ни е 50 пиксели Добро. и од лево 80. Ето така. Значи, ајде да видиме прво sanity check. Дали ни е истото, copy-paste ни е истото се. Разликата е овде. Наместо да ги пишуваме овие посебно во 4 линии, го направивме истото тоа, но во една линија. Единствено што треба тука да запамтиме е редоследот на страните. Горе, десно, доле, лево. Ајде сега јас ќе направам уште еден div. И ќе кажам има горно полнење од 50 пиксели, десно полнење од 50, долно од 50, меѓутоа и левото од 30. Кадам ќе си го ископирам овој div и тука ќе ставам third class. Кој сака да ми каже колку останавте? Двајца без тројца. Ајде, Јана, дали би сакала да ми кажеш како може со помош на две вредности да добиеме горе 50, десно 30, доле 50 и лево 30 пиксели? 50 и 30 само да ги ставиме. Само вака, така? Да. Точно така. Значи, со првата вредност се ставаат горе и доле, со втората вредност се ставаат десно и лево. Ова е случај само кога се две вредности. Ја за секој ќе одам до тоа деца, ама знаете. Добро, нема проблем. Сега, ајде да се вратиме малку на падензите, малку назад, да видиме што ни се случува тука визуелно во ова. Погледнете го ова, 1792 x18. Тоа ни е содржината, контентот. 1792 пиксели, ширина, x18 висина, 18 пиксели. Гледате, многу е широко, а многу му е мала висината. Тоа е содржината. Околу него, ако отидеме, ќе го видиме падингот. Падингот сега ни е обележан со зелено. Можеме да го видиме, значи, одно визуелно. Имаме рамка некоја така и го имаме елементот. Помеѓу нив две е падингот. Десно и лево, сад тука 80 затоа што не ја рефреширав страницата од претходно ми стои. Усвари вториот беше вака, третиот беше со двете. Значи, десно имаме 30. Чекайте, само да видам вака. Вака. Десно имаме 30, погледнете десно на екранот, ќе видите малку падинг, малку зелено, десниот дел, лево ќе видите повеќе. Зошто? Затоа што е 80 и горе и долу можеме вака од прилика со нашите очи визуелно да забележиме дека е исто, односно 50 горе и долу. Следното, погледнете ги вие кецови тука, кец, горе, десно, доле, лево, тоа ни е рамката. Многу малце едвај се обележува, ја можам да приметам бај на мојот екран, не е црна, него е се обележува некако жолто. Значи, тоа ни е рамката која што следи после падингот. Измеѓу падингот и маргината секогаш се наоѓа рамката. Значи, оваа слика, запамтите, ако ја запамтите оваа слика, визуелно, со овие 4 тука атрибути, елементи, како да ги кажеме, секогаш ќе знаете што точно каде ви се наоѓа и многу ќе ви биде полесно. И последното нешто, маргината, која што ќе видиме сега за кратко. Сега за сега го гледаме контентот, падингот и бордерот. На секој елемент вие можете да си отворите, еве ќе отвориме што? GitHub еве ќе отвориме. Не е битна страницата. Ќе отворам Inspect. Ќе отидам на овој елемент тука. Сега тука малце позезнато, меѓутоа да пробаме да побараме падинг. Многу е споро, не се ни владира. Има милион, еве ги. Секој елемент, значи каков и да е елементот, како и да изгледа страницата,
на најдолно ниво го има ова, неизбежно. Овде кај што пишува Д Боре, читате, таму е 230 на 28, да, толку е, се гледа визуелно. Аха, после има горе 18, десно 12, лево пак 18 и доле нема. Па да, стварно нема, еве ќе видиме. Гледаме на екранот, зелено имаме лево, горе и десно. Бордер нема, точно, и маргина нема. И тоа е точно, не се прикажува, ја нема. Чисто да ви покажам дека не важи ова само за тоа што го правиме ние, туку за било која страница на светот важи истото. Океј. Сега, ни остануваат за денес уште маргините. Како што кажавме, тоа се својства, properties, кои што се користат за да се генерира простор околу елементот надвор дефинираните граници. Пак важи истото правило на страните. Top, right, bottom, left. Може да се зададат 4 вредности во скатена форма. Еве ја таа скатена форма. За почеток, ќе одам јас, ќе си го ископирам ова тука со маргини, го ставам овде. Сега малку ќе направам измена, ќе ставам 5 секунда вие, П, кој што ќе ми биде скратеница, а ќе ве збуни ако ставам П, ќе ставам padding. Padding first, padding second, padding third, а тука ќе си ставам margin first, така. Ајде ги доизменам и овие. Така. Ќе си додадам уште еден div. Овој div има, ајде да видиме тука ќе гледаме, има горна маргина од 25 пиксели, десна маргина што изнакликав. Како успеав на другиот екран да го префрлам Visual Studio Code? Не знам. Ама не е битно. Добро. Десна, долна, лева, горна. Значи, 25, 50, 75 и 100. Океј. Ова ќе му сменам малку бојата, ќе му ја сменам. Ми се свиѓа ова исполнител, ама нешто е зеленкасто нека биде. Чисто за да знаеме дека е различно. Зашто не се бои? Padding. Third сум ставил. Margin first. Што е оно што утнав? Класата во селекторот во CSS не ми се мечнуваше со класата во елементот. Тоа е грешно. Ајде видиме сега дали ќе биде окей. Окей. Оно што уште тука ќе го направам е некој си брейк ќе ставам. Кажете ми дали куцате паралелно со мене или сепак е доста код и не можете? За прилика да знам. Ја не куцав се. Добро. Јас не го И јас не. Добро, значи очекувам дека доста подобро сте ме разбрале поради тоа што не куцате. Ќе имате нели шанса за домашна, а ако имате време, затоа што сега вајде тоа ме сече на полугодие, вие имате тестови поеќе, разбирам. Не би имале време да го куцате самите од почеток ова. Меѓутоа не е проблем. Битно е да го разберете. Не е тоа само битно, ако не го повторите ќе го заборавите. Ама толку можеме за саат и 15 минути. Добре да видиме нешто дали тука се разубави со брекот. Да, добре да ги одвојам овие сакав. Ево сега, овој div има горна маргина од 25 пиксели, десна маргина од 50 пиксели,
долна од 75, лева од 100. Ајде да видиме со Inspect, дали стварно такво нешто ќе имаме. Еве го, чекај да видиме текстот, горна од 25, точно, десна од 50, 75 и лева од 100. Ако си ховернам врз ова маргина, ќе го видам ово протоколовото обележување на маргината. Значи, запамтете, таа за корисникот е невидлива. Се појавува само вака кога ќе направите инспект, за да ви означи еве тија маргината што всушност ги оттурнува елементите. Океј. И сега можеме чисто како еден пример. Ги имаме сите работи поминато. Овие доста, па не е обемен толку часот, туку е со по-клучни битни работи да кажеме. Ќе направам уште еден елемент. Овој div има горна маргина од 25, добре, тоа нека си остане. И ова ќе го направам. Горно полнење од 50, десно од 30, долно од 50 и лево од 30. Ова ќе ми биде padding and margin first. Одам да си го направам тој во CSS. Го крстив padding and margin first. Добро. Имам некој бордер, не е битно. Еве маргината, тоа ни е клучното нешто тука. Истата ќе оставам како претходно. Оно што плюс ќе додадам тука е падингот од 50 и од 30 пиксели. Лео, што значи овие две? Кои страни ќе се обојат со две? Мислам горе да. Со 50-ката кои ќе се обојат? Горе. И? А со 30? Не, со 50-ката кои две страни ќе се обојат? Горе и доле, а со 30 лево десно. Точно така, добро. Значи сега правиме комбинација од двете, секогаш можете да ги комбинирате сите работи. Точно со трите, еве тука имаме додаден и бордер. Еве го тој div, еве го контентот 165 на 18, падингот 50, 30, 50, 30, бордерот 1 пиксел и маргината со овие за 25 зголемувања од една кон друга страна. Мислам дека се имаме поминато, останува уште пред да преминеме до домашното, дали имате некои прашања? Пак ќе ви кажам, верувам дека ви е на сите јасно, затоа што ве потпрашувам и гледам дека ме пратите. Меѓутоа, ако само го оставите сега тука и го баталите, ќе го заборавите. Потрудете се, нели во најмала рака, барем домашната да ја напишете и кодот што го пишувавме на час, да го разгледате уште еднаш. Не мора да го препишувате ако немате време, меѓутоа разгледајте го што имаме напишано на час уште еднаш. Океј, значи за домашна работа во нов документ на 3 параграфи од тема музика, користите ги CSS box моделите, со чија помош ќе го направите изгледот на сите параграфи различни. Значи, ставите различни падинг, бордер, маргин за секој од нив и сите да имаат различен тип на рамка и секако некои различни бои. Значи, имате слобода да направите како сакате. Она што е идејата следниот час да ми објасните што, како, кои комбинации ги имате ставено, да не биде тоа, нели, copy-paste само негде од интернет и шлапнато во код. За жал, немавме тука шанса за тоа некои поинтересни работи да ви ги прикажам, меѓутоа ајде ќе видиме следниот час ако имаме време. Ако и следниот час немаме време, само ќе ви го испрадам кодот во мејл и ќе си го разгледате самите. Ева може не можам ствари, треба да го симнам и да го овакво. Не е битно.
Добре, дечки, ако немате прашања, тоа е тоа за денес. Имајте убава недела и се слушаме нареден час. На 31-ви, Е, тоест не, на вас, не, на 31-ви ми е групата у вторник. 31-ви е вторник, добро. Први немаме, знаете, продолжуваме таму после распустот, ама ќе ви кажам наредниот час точно датум. Океј, ајде, поздрав дечки, чао. чао. А,